Не само што него поддржа Сдружувањето на македонците во Бугарија, министерот за надворешни работи Бујар Османи реши да се скара со нив. Ова беше причина за реакција на Ому Илин Демпирин. Според македонците од другата страна на источната граница, срамота е што министерот го нападна отворањето на овој клуб и луѓето кои го поддржуваат. Тој сега ги нападна и оние кои за разлика од него дојдоа да ги поддржат културните права на македонците во Бугарија. Многу е тажно да видиш дека Македонија е водена од толку лошо информиран министер. Министер кој се информира од медиумите наместо преку своите служби. Господине Османи, друг пат јавете се кај нас, барем да имате точна информација, за да не испаѓате во ситуации како сегашната. Министер сте. Не треба тие што дојдоа да се правдаат пред вас. Вие треба да објаснувате пред македонскиот народ зошто не дојдовте. Според македонците од Бугарија, оние кои дошле на отворањето на клубот и покажале почет кон нив, направиле многу повеќе од било која македонска власт претходно. Тие не само што немаат никаква вина, туку напротив, нивното доаѓање за македонците овде беше силна морална поддршка, повеќе отколку што Република Македонија има направено во последните 30 години. Но се разбира, тука не го ставаме извршеното од вашата влада, зашто со нула не се споредува. Османи на еден начин ја оправда одлуката на Бугарскиот врховен суд за укинувањето на македонскиот културен клуб. Според него воопшто не требало тој да биде отворен. Уште од почеток порачував дека тоа е погрешниот пат, дека треба поинаку да се прави. Не може здружение на двајца од Канада, 5000 километри од овде, да ги знаат нашите прилики подобро. Ако има некој да помогне, да финансира, да охрабрува, има луѓе кои што подобро ја разбираат проблематиката. Меѓутоа, едно сомнително здружение од Канада, кое што има антидржавни ставови, да финансира баш во оваа време организирање на клуб на македонците како одговор на отварањето на клубот во Охрид, тоа не е наша политика. Бугарското обвинителство од Благоевград тврди дека целите на македонското здружение се спротивени на бугарскиот устав и закон, а одлуката е правосилна од почетокот на октомври.